Добар ден, почитувани гледачи. Еве неповторно со емисијата во која говориме за состојбите, случувањата, проблемите и перспективите во агрокомплексот. За земјоделските и сточарските активности промената на годишните сезони не значи нешто. Работа има секогаш. Ние и во денешната емисија донесуваме повеќе прилози со кои веруваме ќе го задржиме вашето внимание. На почетокот за тутунот. По првичното незадоволство, тутунарите постепено прифаќаат дека тутунот сепак вреди онолку колку што ќе кажат проценителите, иако има ретки исклучоци. Еве што забележавме на еден од откупните пунктови во село Карбинци. Према времето што е, добро е, затоа што тутунува више сух стегнат е, не може да се калапи. На некои места има магла, попуштено е времето, тие го прават и го донесуваат. Откупот реално се одвива и така да ќе продолжи и понатека со истото темпо. Има ли реакции? Во почетокот имаше незначителни реакции, дека не се задоволни од проценката. Сега како? Не, од почетокот имаше реакција затоа што не знаеја како ќе поминат. И сите, они мислеа ланската година ќе биде, затоа и реагира. Сега кога поминаа добро, да не речем одлично, добро. Што значи тоа? Просечна цена од... Просечна цена негде околу 180 до 200. Зависи према тутуно. Некои имат и по 230-40. Ваша оценка, каков е квалитетот, да повторим уште еднаш оваа година? Квалитетот, како што рачунаваме дека ќе биде многу добар, не е толку добар, али па е многу подобар од ланската. Ланската беше многу буѓесан и така да ги го земаа речи го џабе на луѓето. Една средна оценка може да се даде? Средна оценка може да се рече дека е од 180 до 200 да се одвива. Колку до сега имате откупено и до крајот на сезоната, колку од прилика треба да се откупи од овој регион? Па негде имаме ние околу 25 тона откупено, мислам Алијанса, 25 тона има откупено тутун, а до крајот на откупната сезона, па негде околу 150 тона нашиот фирма што е Алијанса. Колку килограми носите? Носам некај 200-250 кг. Толку не. Каков е квалитет? Добра ми е, мислам, тоа добре. Не е лошо, тунот сушо беше. Нема лошо тун. Сушо не. Која категорија мислите? Не знам, прва, втора, тука не треба да оде. А сега, како ќе се нацефта донесам, не знам како ќе биде сега. Вкупно колку имате во година? Колку? Имам 1000 кила или нешто. Да. Колку луѓе го работите? Тројца работиме, мислам, фамилија, да, тројца. Значи очекувате добра цена? Да, чекуваме добро се мислам. И сега како ќе биде, не знам. Мислам, много добро. Цефта доаѓа. Како ќе биде. Лани која цена има? Ептен за некаде беше, по 15 динара да ване, ване ништо. Од тоа ги на ланската половината туди нема. Рачуна и тоа. Ептен за некаде беше ване. За некаде. Колку килограми даде? 280 кила добра. Која е просечна цена? Се трета. По која цена? Тоа, која цена? 138 динара. Сте задоволни? Не. Зашо? И ја имам 10 декара тун за ден, сега вака шо ќе правиме ние? Шо пар ќе земаме? Квалитетот добар ли? Добро е. Тука преска го раздава, подобро, тука друго е. Да, по тај подобро е. И што ќе правите со Шо овој? ќе правиме? Ништо. Нема да садаме и готово. Колку тутун имате? Имам и еден тон што дома имам. А вкупно колку произведете? 1200 кила некаде. И тоа е ништо, нема да садаме. А во овој период актуелни се и случувањата во ловството. Неодамнешниот состанок на Ловечката федерација во Виница предизвика интерес и наметна повеќе прашања кај ловците. Ловните здруженија бараат поголема поддршка и бенефити од Федерацијата, но и активно учество во креирањето на законската регулатива за ловството во Македонија. Се уплаќаат огромни суми за концесии, но за возврат ништо не добиваат. Токму дел од тие прашања се најдоа на дневен ред на управниот одбор на Ловечката Федерација на Македонија, која денес заседаваше во Виница.
Ниво на држава, значи има 75 концесионери, од кои скоро 50 се членки на Федерацијата. Значи, тука се работи за ловните друштва, односно дружение, и се работи за концесионери со економски разбор. Значи, оние се приватни фирми кои што взимат концесии за крупен дивеч, кои што можат да стопнесуваат. Значи, придонесот од страна на ловичките здруженија е голем во Федерацијата и тенденција на Ловечката федерација да се зачува традиционалниот лов. Голем бенефит има, пошто се собира доста средства, финансиски средства, меѓутоа за жал не враќа на концесионерите ниту ден. Значи, едно од точките, тоа би било сега, имаме ние 70 години, 2016 од каква е формирана Ловечката федерација, едно од точките ќе бидат тие на средства, финансиски средства, кои што треба да бидат повртни на самите здруженија. Бенефит како здружение се уште не го добиваме од Ловечката федерација на Македонија. Веќе се подобрува оваа соработка со измените на нов председател на Ловечката федерација на Македонија и мислам дека во наредниот период ќе имаме поголема соработка, а моментално и во претходниот период немавме никаква помош од Ловечката федерација. А каков дивеч има на терените во Македонија низ кои се движат 20.000 ловџи во екот на ловната сезона? Има ниски и високи ловишта. Ниските ловишта заекот се намалува и ребицата се намалува. Меѓутоа тоа се актуелни се оние климатски промени, нели, ипак фактори и човекот, значи разни пестициди, ораници, монокултури, кај што тоа се случува за да имаме помор или да го снемува дивечот, поготово полезниот дивеч. Меѓутоа имаме тенденција на дивата свиња, кај што е пренаселена и странскиот дивеч, и така да самите ловџи, меѓутоа имаме и фазански дивеч, кај што правиме самите волиери и пуштаме за лов, така да. Али целта ми беше да дивечот не е и федерацијата и сите ловни друштва не се стреба прво за отстрел, него имаш тука заштита, одредување на дивечот, па третата работа е отстрел и тоа е санитарен отстрел, значи не е кој как му взема пушка да пука, меѓутоа ние имаме доста разбирање и со сите еколошки друштва, заштита на животната средина и така натаму. Значи дивечот ќе гледаме да го заштитиме, имаме доста размножувалишта и затоа е тенденцијата и затоа постои федерацијата. Виничкото здружение Бел Камен, кој беше домаќин на денешната средба, успешно ја завршува и оваа година со подмирена концесија и релативно квалитетна ловна сезона, во која рекреација наоѓаат околу 250 активни членови. Кочанските ловци пак незадоволни поради, како што велат, неправилната распределба на ловните терени во нивниот атар. Дури кога ја слушнаа цената на концесијата за двете ловишта во општина Кочани, ловците сватија дека некој ги изиграл и им наметнал скопски концесионер за багателна цена. Имено за вкупно 1000 евра годишно или за по 500 за ловиште, извесен Бруно од Скопје, кој сам надавал на електронската аукција, успеал да ја добие концесијата за 10 години и со тоа да се стекне со право да стопанисува со ловните терени Подлог и Бање. На вчерашниот состанок на управниот одбор на Сојузот на ловците, председателот Ванчо Димитриев искажа жалење затоа што едно од најстарите ловни здруженија не ја добило концесијата и со тоа му се заканува згаснување, но сето тоа нема да го реши проблемот на кочанските ловци. Особено поради тоа што ловното здружение Осогова во своето долгогодишно постоење има изградена соодветна инфраструктура, како ловен дом и просторија со препарирани животни, фазанерија, стрелиште, чеки за ловци и друг штетен дивеч. Кочанските ловци со децении успешно и домаќински стопанисуваат со ловиштата и дивечот и таквиот однос е граден со децении. Затоа сега е апсурдно некој за ефтини пари и на лесен начин да ужива во благодетите на оваа значајна стопанска гранка, која меѓу другото е интересна и од аспект на ловниот туризам од меѓународни размери. Раководството на ловното здружение Осогово деновиве во акција за поништување на доделената концесија, зашто најавуваат реакции до премиерот Никола Груевски и протестни собирања на членовите на здруженијето, се до остварување на целта со кочанските ловишта да стопанисува кочанското друштво. И додека едни се расправаат за ловните терени, а дивечот се помалку го има, Никола Николов од Карвинци не располага со ловечки карабин, ама сепак печали од она што би можело во други услови да биде мета на ловците. Има фарма на гуски кои со години се напасуваат во околината на Козјачка река.
Вели со пласманот нема проблеми. Со трички почнаме, сега имам ги околу 30 и до 70 ги ведам, ама ја ги топтам, продавам на циганите, на ромите у Скопје. Кога доаѓаат роми? Па сега за Василица. За Василица ги взимат и таму ги продават. Ондуват. Имам си мушкери, они си ликовити. Не, гуските. Овој таа е за бронхит, лечење на мало дете, на стар човек. За тако. Со млеко се раствара, стопе се, 5 капки ќе се капне од лојта у млеко и на детето му се дава да пие и бронхитот се лечи со тоа. Докажано е тоа лекарски. Инаку од оваа птица се користи се, месото, птици. Пердови, месо, се се користи. Нема ништо фрлање од неа. Јајцата исто квалитетни се. Квалитетни, па и они се лековити. Протеини имат највише од кокошката. Помрсни се. Едно јајце, 4 према 1. Кошкови, едно од гуска. Со храна како? Што ги Повише трава, ечмена осадка, мумуруска, се. Од житариците, што ги фрлиш, се јадат. Вода малку. Целка. Вода, без вода не бива. Среќа реката е тука. И затоа највише ги чуваме. По 15 јајца до 30 јајца, зависи од сорта. Има ги на 2 врсти, 3 сорти. И од 15 до 30 јајца, 45 дена ги лежат малите. И пошто треба да ги ранеш со травичка, концентрат, дека да подпркнали, пошто се пуштат со старите гуски и по водата, по трава, пасат и самите. Интересно, вака исплатливи си се. Ова не е многу рентабилна е. Реално една гуска колку ја продавате, по која цена? Па зависи. Од 600 до 800 динара. Зависи. 3 до 4 кило. Колку ќе земе, ако земе повише, поевтино, ако земе помалку, поскапо. Иначе, ако ја ранеш, може и 5 кила да дојде. Годишни се, едногодишни или овие што ги продават? Па едногодишно и 2 годишни. Повише нема. А во приложение е пример за повратник кој екзистенцијата ја гледа во отворање фарма на телиња и кози. Следува прилог за Драги Ивановски од село Моштица, Македонска Каменица. Се имам одлучено да покренам една инвестиција за да може да перспектива во сточарството, така да тренутно сега моментално ги работам објектите. Понатаму планирам да одгледувам крави и еден дел може да размислувам и на кози. Така да мислам дека е добра перспективата, добра заработувачка. Значи јас го правам се по стандарди, работам се со проекти и така да мислам дека ќе биде баш добар профит. Имаме добро и пасишта, така да инвестицијата ми е негде околу 4 до 5 милиона денари. Така да надам се дека мислам дека ќе биде добра заработувачка и пример сакам да дадам на другите млади, значи луѓе од овој крај, дека може да се успее, може да имат добра заработувачка од овој бизнис, така да има добри пасишта, добра паша имаме, добар терен имаме, добро водоснабдување, човек тука да почне да работи, дека има заработувачка и може да се заработи од тоа. Јас долго време работам во странство и еве одлучив да се повлечем тука, да инвестирам и мислам дека ќе успеам во моите планови и така да планирам и да вработам едно 3-4 луѓе кои од овде можат значи да прехрануваат и фамилии. Кај јас планирам на почетокот едно 50 до 60 грла сортни крави да земам и едно 100 кози. Значи идам преку земјоделието, планирам да аплицирам за мерката 112 преку земјоделието, така да добри услови ги дават сега моментално и државата. Има добра помош, добри услови, дават вработени значи на 50 кози еден, на 100 кози 2, на 80 грла крави, која е добра помош.
Така да мислам дека исплатливо и дека може да се заработи од тоа. Кој сака да работи може, кој не сака да работи нема. Така да имам добра помош и од локалната самоуправа. Тоа сакам да кажам дека имам помош сега одобрија машина за водоснабдувањето, одобрено е водоснабдувањето, еве чекам овие денови да стигне машината, да се крене, да стигне водата, така да мислам дека ќе биде добро успешно. Агенцијата за развој и поттикнување на земјоделството од Битола во својата програма во работните единици кои ги има на територија на цела Македонија, и тука имаме канцеларија во Каменица која работи секој ден од 7:30 до 15:30. Највеќе актуелно и највеќе внимание сега пробудува мерката 112 помош на млади земјоделци, како и други јавни повици каде се субвенцира набавка на механизација, на субвенционирани грла, а потоа вработување на во сточарството на лица, на нови лица, освен собственикот, односно тоа се критериуми кои ги исполнуваат одредени млади земјоделци, на кои останува земјоделието и сточарството и кои ќе допринесат да опстане овој крај со екзистенција во земјоделие и сточарство, посебно младите да земат еден пример, еден стимул дека може да се живее и во овие рурални средини со помош на државата, со помош на институциите во земјоделството, како на пример и нашата институција Агенција за развој на земјоделие, локалната самоуправа, здруженија на земјоделци и така натаму. Еден од тие лица кои ми оставаат печаток е Драги Ивановски од село Моштица. Тука се наоѓаме во неговата собственост, во неговото газдинство. Тој кажа колку инвестираше во објекти, современи објекти, најсовремени, тука ќе направи и да има електрифицирање, најсовремени расни грла на стока, на кози, водоснабдување, исто така ќе вработува лица и тој, како што ќе чуете во емисијата, им порачува на најмладите земјоделци и негови и сите други кои се заинтересирани да останат млади учени луѓе во овие краишта дека може да се екзистира ако сака да се работи. Сепак потребно е и собствен капитал, но покрај собствениот капитал треба да се има и желба да се работи. И се разбира помош на сите надлежни релевантни институции на државата и локалната самоуправа. Јас верувам дека Драги ќе биде пример не само во општина Каменица, туку пример ќе биде и на територија на целата држава и тука верувам дека ќе доаѓаат доста и стручни лица, и здруженија и уште кои не фактори да видат како може еден млад човек да даде пример, да се опстане во нашите услови и младиот кадар да остане да екзистира и да живее онаму тука каде припаѓаме. И во оваа емисија продолжуваме со серијалот Записи за нашите села. Деноеве го посетивме Цревулево во општина Карвинци. Таму денес ја има потребната инфраструктура, но нема луѓе. Цревулево се наоѓа во подножјето на Плачковица, а до него се стигнува преку Аргулица, потесен и асфалтиран пат. Куќите овде се одликуваат со стара, но убава селска архитектура, зашто ова село било расадник на ѕидари, армирачи и други градежници кои работеле дома и по светот. Ова село обстојувало со векови. Во ова село кое постои повеќе векови се менувало Турско и Каурско. Потврда за тоа е и овој објект зад мене за кого велат дека е еден од најстарите на Балканот. Денес во селото ретко можете да сретнете помлад жител. Сите се пензионери или во години. Тие и најмногу реагираат на она што му недостига на селото. Ова чешма направена негде 80-те години, од таму викаме Батуджик чешма, таа докараме овај базен тука. Овај базен те докараме, ама после тоа преориентираме се селото, ова поблиска и по-солидна вода, од тие ридови таму е докараме па таа, у нов базен, сега оваа па прекинава, не се одржаваше, таа прекинава чешма више да функционира и сега требаше тај од долани, течеше тај преливо што се напуни, тече овај базен и тука доаѓа у чешмата.
И се што биде таму кај некој дефект има, не доаѓа водата тука, него улива се у земјата доле. И престои опасност да е некој ден и базенто да се сруши. Тој прави споредба со животот некогаш и сега. Па видите, порано многу побаво се живееше. Прибедејќи имаше народ. У секој куќа имаше по 5-6 деца. Ово село не случајно прогласено 55 година у Македонија за прво село со за една година да се родат 42 деца у ово село. Се раѓа. 55 година, таму пишува у тоа документите у матичното у Карвинци. И така сум информиран. Меѓутоа, после 60 станава? После кога почна миграцијата да бегат младите децата и сега останаме ние по еден човек, по 20 у куќи и така. Моментално колку имаш? Јали? Не, моментално колку жители имаш? Па моментално дали има едно 20 души. Се на се. Порано со што се занимававте? Па видите, порано земјоделие тука нормално сите има девгари, после девгарите дојдеа на снага тракторите, секој куќа имаше трактор, работе тутуни, афиони, памук се работеше тоа време, многу беше застапен, сунџоглед и тие работи. Ама миграцијата си го направи своето. Фабриките ги собраа луѓето, така? Се тоа отиде у Македонка, у Стибу, Пелагонија и така. Ја бев работен у Дадовето доле. Оттаму излезе у пензија. Слично ни говори неговиот сосед Стојан Цветанов. Како се живее денес овде? Никако, гледат. Како ме гледат, тај сам. Ништо друго околу мене. И пријател и он е така. Во селото како се живее? И сме така. Како ме гледаш? Во селото како се живее? Во селото, како да ти кажем, за никаде. Па има пат, има струја, има вода, зошто? Абе гледах најпрво, гледах го најбазентоте. Златна вода, пуштија го да иде удол. Зашто да ти тоа? За 2000 ја дала пари на ција работниците, викам, дајте на градоначалникот пари, нека купи бензил, нека стави водата, нека иде туј. Не, обезбедено има се. Удол идете, така ли е така? Кажа ли го тоа? А зашто могајќи да дојде човек, ја ги златни јалаци одева, гледај. Па да има и ти да се измиеш, и ја да се измием, и секој да се измие. Патник. Село личи со вода, нели така? Така. Малку подолу во близина на џамијата е куќата на Стојанови, а во неа баба Ружа која навикнала на самотијата и скромниот живот. С кога живеете овде? Овде од 60 години живееме, па со која година не може да ти кажем. Што имате, синови, ќерки? Синове имам два и една ќерка имам. Син има там горе што дрво сече. Како се живееше порано овде? Па тогда беше стариот, друга јача беше. Во селото што работевте порано? Земјоделие, работиме, копаме, сега не сме кадар за ништо. Сега не можеме да работиме. Они са си там, куќа си имаат у Штип. Кад сака дојдат, донесат нешто и ти зедеме, кад нема. Така е туку село, празно е. Во околината на селото, покрај коритото на Црвулевска река имало десетина воденици, во кои воденичарскиот камен стругал со месеци. Денес само една која наскоро треба да се поправи и да проработи. Колку стара е оваа воденица? Околу 100 години, не, 100 години. Татко и дедови? Дедо ми беше прво, па татко ми, па сега јас. Колку камени и вратеа порано? Два беа порано, сега еден дефект е веќе средне, на тоа се работи. Имаше ли интерес порано за мелење? Имаш. Што се мелеше? И брашно, и маврузно брашно, и крми, се. Овде е убав предел, има чиста вода, оваа вода не знае човек дали да ја пие или за воденица да ја користи. Почиста нема, не е загадена од никаде. Не. Сега има ли доволно вода за мелење? Па треба да има. Треба да има. Гледаме тука има и кревет за преноќување. Воденичарот спиел цела ноќ, значи толку работа има. Кога беше, спиеш и ностоп чекаа тука на ред за мелење. Со запреги. Да. И по колку дневно се вади вака брашно? Зависи, со еден камен околу 20 вреќи, двата, значи 40. Значи овој објект е повеќе од 100 години? Да. Препокриене до теране, само требаше да се среди каменот, не е баш како што треба. Реката кога однесе бентот и додека го средиме малку, натака наваку, малку, ќе биде. Ќе го средите? Да. На заминување ги прашуваме,
Има ли шанси да се врати животот во ова село? По мене нема шанси. Нема. Приведејќи нашите млади деца, сите са вклопени по градишата, сите си имат таму конаци и тука нема више доваѓање. Вработени са, например, ќе ти кажам за моја син од Франција да остави Париз, 25 години таму живее, да дојде тука, нема шанси. Ако добро добијат условите малку, када се добро добијат условите, нема да гледаме само на неговите со странство деца, не са на сите со странство, неговите со странство моите не са. Tego мојот конвај има, иако има услови и од тоа ги обстане. Ја од земјоделие. Ја го има 8 хектара сејано жито оваа година, али не за наше име, само за моје што пише 3 хектара. Оној свет се как ги работи. Црвулево е дел од многуте приказни за одумирање на нашите села. Сепак има шанси, ако не по друго, тогаш барем преку развивање на селскиот туризам, еден ден да престане да пропаѓа. Во Виничко се дава земјиште под закуп. Да видиме дали има интерес и колку хектари ќе бидат распределени во таа општина од прилогот на Македонка Мирева. Нови 21 хектар земјоделско земјиште во Блатец, Пеклани и Стибања стои на располагање на земјоделците во Виничко. Огласот е во тека, условите остануваат исти како и претходните огласи со кои Виница има 443 хектари државно земјиште на долготраен закуп. Овој оглас може да конкурираат физички и правни лица, како и странски правни лица кои имаат подружници регистрирано на територија на Република Македонија. Огласот е од општ карактер, што значи дека може да се пријават земјоделци кои што ќе конкурираат за различни намени, значи за одгледување на земјоделски култури, тоа е за 15 години, за подигање на долгогодишни насади, лозови и овошни насади со време трајање од 30 години, за подигање на рибници од спортско-рекреативен карактер и така натаму. Значи огласот е, како што реков, од општ карактер и ќе биде по пат на електронско надавање, односно со аукција. Аукцијски ќе се утврдува цената, така да понудената, значи највисока цена ќе биде одлучувачка при изборот на понудите. Земјиштето не е од А класа, но може да биде поволно за одгледување житарици и друг вид култури, а во подрачната единица деновиве 34 закупци на државно земјиште од претходно потпишаа договори за легализација на своите насади. Од Виница имаме 34 понудувачи, сега значи на 34 понудувачи ќе бидат склучени договори со време трајање од 30 години, значи тоа е долгорочен закуп за долгогодишни лозови и овошни насади. Површината е некаде околу 9 хектари на земјоделска површина. Со ова се обезбедува на некој начин да се стават луѓето во законска рамка, да можат овие лозови и овошни насади да си ги пријават воедно за субвенции, да имаат договори склучени по кои договорите имаат обврска да плаќаат према државата годишна закупнина, така да се излева во пресет на 34 лица на кои ќе бидат склучени договори. После завршувањето на постапката, значи за склучување на договори, ќе ги воведеме во владение овие 34 лица, ќе ги регистрираме во системот за единствениот регистар на земјоделски стопанства, со можност после тоа истите значи лозови и овошни насади да се ги пријавуваат и за субвенции, со тоа ќе го остварат и правото на финансиска поддршка согласно програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за 2016 година. Инаку, според најавите од Подрачното министерство, до крајот на годината треба да се исплатат субвенциите за пољоделско производство, фуражни култури и житарица. Во Агенцијата за поддршка на земјоделското производство во Штип се работи со намален интензитет, но за кратко. За моменталните преокупации еве што вели раководителот Ристо Огњанов. Може да кажем дека Агенција за поттикнување и развој има одредени активности, значи една од нашата задача е отворени денови за земјоделците. Тоа е една активност која ја прави нашата агенција со цел значи да видиме прашање земјоделците, каза може и како може да ја помогнеме.
Значи, по завршените огласи и по завршените огласи за ИПАРДО и националната програма и тендера за земја која беше значи до 3 хектари на 3 хектара, значи за Штипскиот и Кармелскиот дел, можам да кажам ги сумираме резултатите од теренот, колку апликанти аплицирале, колку добиле сега, исто така со нашите теренски активности многу од луѓето каде што треба да ги помогнеме во делот на апликацијата. Значи тоа е значи барање за повраток на финансиските средства, значи за оние кои веќе го уплатиле тракторот, го добиле тракторот, приклучната механизација и сите тие пропратни работи. Нашата цел е да ја помогнеме значи имаме друга работа, тоа е барање за повраток на финансиски средства. Тој дел се состои тоа што значи наново се припрема документацијата, се праќа до Агенција за финансиска поддршка и потоа следува значи повраток на тие 50, 60% до 70% зависно, значи кој како го следува во поплавените райони кај што имаме до 75%, во риско-планинските имаме 65%, млазиме деле 60% и додека други се до 50% повраток на инвестициите. Така да мислам, тоа е една од главните активности, значи на теренот, значи покрај тие активности, значи актуелни се овие тендери за земја, значи изработка во секој апликант треба да имате деловен план, значи ние сме тие кои го изработиме тој деловен план, во прилог на документацијата се става овој деловен план и така да аплицира. Значи многу тие добија луѓе, задоволни се, значи очекуваат значи повраток на тие финансиски средства. Така да исто така може да кажам дека овие ладни услови се непогодни за есенските посеви. Значи имаме сува студ, температурата паѓа некаде -5, -6, значи што не е добро значи има застој во развој на самата вегетација, така да се очекува значи мислам најдобро е да има снег. Најдобро е да има снег, доколку има снег ќе имаме многу подобри житарица, ќе имаме на добар развој. Но како е така очекуваме дека ќе падне снег, значи ќе биде малку подобро и така, или некој врнеж или благо попуштање на самите температури. Во лозарството и овощарството нема посебна активности да кажеме, така да мислам дека значи во поголемите плантажи е резидбата значи на лозовите, бидејќи секој момент се користи за да се одработа малку намали значи ова резидба, така да во овощарникот се уште е рано е значи доколку се подобри времето може да се со зимско третирање значи на овошките, значи тие се следните активности. Ете, почитувани гледачи, тоа беше се што подготвивме за денешната емисија. Следете неповторно наредната седмица во истото време. Репризно во понеделник 15 часот. Пријатно и довидување.